Ке почнеме од Исаја 44 глава. Еве пак Исаја, читавме неколку стих од Исаја. 44 глава. Од неодамна читавме дел од овие можеби стихови, да? Од 9 стих до 11. Секој што прави кипови, значи Исаја 44 од 9 до 11. Секој што прави кипови, ништожен е. И неговите скапоценности не се полезни за ништо. Нивните сведоци не гледаат ништо и не знаат ништо да им бидат за срам. Кој прави бог или екип, нема полза од тоа, нема никаква корист. Ете, сите почитувачи на ликовите ќе бидат засрамени, нивните изработувачи повеќе од било кога. Нека се соберат сите и нека се појават, одеднаш ќе се исплашат и ќе се засрамат. Срам, страф, овде се опишани кај оние кои што си идолопоклоници, кои што се клањаат на кипови, кои што си прават богови, меѓутоа, она што удира во очи е ништожно, полезни за ништо, не знаат ништо. Затоа може би ја насловив ова проповед како ништожност. Сеќавате, една зборувавме на една тема која што беше насловена се или ништо. И навистина тоа е нашиот живот. Или ќе го имаме Христа, ќе имаме љубовта и ќе имаме се со тоа, или сето останато е ништо и безвредно. Секој надевање во некој друг бог, кој што всушност не постои, е измислен, е ништожност. Џабе потрошено време. Псалм 115, ајде да се подсетиме на овие стихови. 115 псалм 4 до 8. Нивните идоли се сребро и злато, дело на човечки раце, уста имаат, а не говорат, очи имаат, а не гледаат, уши имаат, а не слушаат, ноздри имаат, а не мирисаат, раци имаат, а не фаќаат. Нози имаат, а не одат, глас не излегува од нивното грло. И вели 8 стих, такви се и оние што ги направија и сите кои што се надеваат на нив. И еве во Новиот Завет неколку стиха во прво послание до Коринќаните, ова како вовед само, прво послание до Коринќаните, 8 глава, од 4 до 6, овде Павле зборува нели за она принесување на жртви, на идолски жртви. Значи од 4 до 6. И така, во однос на јадењето на идолски жртви, знаеме дека идолот не е ништо во светот. И дека нема друг бог освен единиот, зашто ако и има така наречени богови, било на небото, било на земјата, како што има многу богови и многу господари, но ние имаме еден Бог, Татко, од кого е се и за кого сме ние, и еден Господ Исус Христос, преку кого е се и преку кого сме и ние. Еден е Бог, се друго е ништожност, ништо, безвредно. Наистина е штета да човек помине еден ништожен живот, надевајки се во нешто што е далеко од Бог, далеко од она што може да спаси. Само Господ Бог е Спасителот, односно нели Исус Христос. И сега да отвориме во прва книга Самуилова, 4 глава. Прва книга Самуилова, 4. Читавме минатиот пат од оваа книга, меѓутоа стикови и текстови кои што беа поврзани со Саул, но сега нешто друго. Познати се овие работи, но мора да извлечеме еден убав заклучок од сето ова. Во на време, од први стих, филистејците собраа војска против Израел. Израелците излегува пред нив за да војуваат и се влогорија кај Евенезер. Доека филистејците поставија логор кај Афек, филистејците се простираа во боен ред против Израел и настана жестока битка. Израел им подлегна на филистејците, околу 4000 луѓе загинаа на бојштето на отворено поле. Пораз.
Кога народот се врати во логорот, израелевите старешини рекоа: зошто Господ дозволи денес да не победат филистејците? Која е причината? И сега веднаш си донесуваат заклучок да појдеме во Сило, каде што се наоѓал шаторот, по ковчегот на Господовиот завет, нека дојде во нашата средина и нека не спаси од раците на нашите непријатели. Па како што Мојсей ги извел од египетската земја, нели? Како викаат на Сина и сега ковчегот го бараат за да ги спаси. Народот испрати луѓе во Сило и го донесо оттаму ковчегот на заветот на Господа на силите, кој престолува над херувимите. Двата Илиеви сина, Офни и Финес, дојдоа како придружници на ковчегот. Кога Господовиот ковчег стигна во логорот, сиот Израел грмливо воскликна, од која одекнуваше земјата. Филистејците го чуја тоа грмливо воскликнување и прашаа што значи тоа грмливо воскликнување во логорот на евреите. И сватија, знаат тие веќе од искуство, знаат од претходни битки, дека Господовиот ковчег стигна во нивниот логор. Тогаш филистејците ги обзеде страв. Зошто зборува Бог дојде во логорот. Да ги сватиме филистејците. Филистејците да ги сватиме, гето како израелците да ги сватиме. Бог дојде во логорот, велат, и извикаа: тешко нам. Така не беше досега. Тешко нам, кој ќе ни избави од раците на тој силен Бог. Тоа е оној кој го удрил Египет, и сега се сеќаваат, нели, со секакви неволи во пустината. Охрабрете се и бидете јунаци, филистејци, за да не им станете робови на евреите. Како што тие ви беа робови вам, бидете јунаци и борете се. Сепак некој ги охрабрил меѓу нив. Тогаш филистејците заметнаа битка и израелците беа поразени повторно. И избегаа секој во својот шатор. Но поразот беше многу посилен. Сеќавате, во првиот пораз 4000 жртви. Зошто загинаа 30.000 пешаци од израелците. Ова е многу поголем пораз. Со ковчегот на заветот. И Божиот ковчег беше одземен и двата Илиеви сина загинаа, Офни и Финес. И се одиме уште малку понатаму. Слушно цела глава ќе ја прочитаме. Еден венјаминовец отрча од бојните редови и стигна во Сило уште на истиот ден со исхината облека и со глава посипана со прав. Кога стигна, Илија седеше на својата столица, свештеникот, покрај огнот, внимавајки на патот, зашто срцето му трепереше од страв за Божиот ковчег. Интересно, Илија највеќе се секирал за Божиот ковчег. Ќе видиме подолу од истот текстот. Именно тој човек дојде за да му донесе на градот глас и настана силна викотница на сиот град. Кога Илија ја чу виката, праша: каква е таа голема викотница? Човекот поита и дојде да го извести Илија. А Илија беше тогаш на 98 години, очите му беа помрачени, та веќе ништо не гледаше. Човекот му рече на Илија: доаѓам од боиштето, денес избегав од бојот. Тогаш старецот праша: што се случило, сине? Гласникот одговори: Израел избега пред филистејците, тоа беше голем пораз за народот и уште двата твои сина загинаа и Божиот ковчег е грабнат. И сега Илија ги слушнал се, и за поразот, и за двата негови сина, но највеќе го погодило ковчегот. Кога го спомна Божиот ковчег, Илија падна од столицата назад, покрај вратата го скрши вратот и умре. Зашто беше стар и тежок човек, беше судија во Израел 40 години. И сега и овој дел мора да се прочита. Неговата снаа, Финесовата жена, значи не еден од неговите синови, беше трудна и пред породување, кога чу дека е грабнат Божиот ковчег и дека умре незиниот свекор и дека загина незиниот маж, се свитка и роди, зашто наеднаш ја опфатија породилни болки. Ништо чудно, вакви случаеви имаме. Од стрес, да, бидејќи беше на умирање жените кои што стоја околу неа и рекоа: биди без грижа зашто роди син. Голема работа била, значи, да се роди син. Поготово тогаш. Ама таа не одговори ниту обрна внимание. На детето му го даде името Ихавот. Или неславен овде вели во заграда, велејки славата си отиде од Израел. Со тоа мислеше на грабнатиот Божи ковчег
и на својот свекор и на својот маж. Затоа рече славата си оти од Израел, зашто е одземен Божиот ковчег. Што гледаме овде? Какво е ова верување на израелците дека со Божиот ковчег ќе извојуваат победа после првиот пораз? Меѓутоа ја добиле лекцијата. Суеверие, да. Всушност, идол. Ковчегот им станал идол. Го идолизирале до таа мера. Еве што вели Елен Вајд. Тие не увидувале дека нивната вера била само на зборови и дека немала сила да допре до Бога. Божиот закон, кој се наоѓал во ковчегот на заветот, бил исто така еден од знаците на неговото присуство. Да, знаеме, над ковчегот, во светињата на светињите, тука се појавувала славата Господа, она шекина, така наречена светлината. Но тие ги презреле неговите заповеди. Вие можете да го имате ковчегот на заветот, вие можете да го имате законот дома на нели, оние двете плочи, вака, како слика. Но што ви вреди ако не го почитувате? Може да имате икона. Гледам, сите таксисти по Штип, сите имаат икона напред во автомобилите. И ги занемарили неговите барања. Значи, тие ги презали неговите заповеди, ги занемарили неговите барања и така го жалостиле и го оддалечиле од себе Божиот дух. Со непочитување на тие закони, на заповедите. Доека народот ги слушал Божите свети прописи, Господ бил со нив и действувал за нив со својата бесконечна сила. И навистина славата Божја тука била. Меѓутоа, кога тие почнале да гледаат во ковчегот, не поврзувајќи го со Господа и не укажувајќи почит кон неговата откриена волја, ковчегот не можел да им помогне и не вредел повеќе од обичен сандак. Тој е бил сандак. Како беше багремово дрво, па облеан со злато. Тој е сандак. Значи, кога гледале на ковчегот, не поврзувајќи го со Господа, тоа за нив било само еден обичен сандак и не можело да ги спаси. За нив ковчегот на заветот бил исто што и идолите за многобожците. Како тој сам по себе да има моги да спаси. Како што денеска, за жал, мнозина, во иконата гледаат идол, во било каква и да е реликвија, некоја талисмани, некој и така натаму и така натаму. Тие го престапувале законот што се наоѓал во него, зашто обожувањето на ковчегот водело кон, и сега внимавајте, обожувањето на ковчегот како идол водело кон формализам, кон лицемерство и идолопоклонство. Овие работи кои што и денеска се присутни во самата црква Божја. Нивниот грев ги одвоил од Бога и тој не можел да им подари победа се додека не се покајат и не се откажат од неправдата. Видите, самиот ковчег на заветот, кој што заземал видно место, кој што често пати знаеме какви битки усвојувале, меѓутоа тоа што биле послушни, им станал идол на израелците. Не е чудно, и самиот храм им станал идол. Но еве сега зборуваме за ковчегот. Може ли нам законот, ние како адвентисти сме познати многу по истакнување на законот, да ни стане самиот по себе идол? Па тоа е и било, тоа било случај. Се навратиме назад во историјата. Или не само законот, било кој дел од било која доктрина наша. Може некој десетокот да му стане идол. Може денеска ја ни зборуваше храната да ни стане идол. Че сето она нешто што ќе го издигнеме над Господа или ќе го одвоиме од Господа. Вториот случај ќе читаме за него во Втора Цареви, мислам дека неодамна се читаше или утренски стик или нешто, така ме држи сеќавањето. Втора Цареви 18 глава, во времето на добриот цар Езекија, Втора Цареви 18 глава, од први стих читам па до 6 некаде. Во третата година на царувањето на Осеј, синот Илин, во Израел, јудејски цар стана Езекија, синот Ахазов. Му беа 25 години кога се зацари. Царуваше 29 години во Јерусалим. Името на мајка му беше Авија, ќерка Захаријева. Правеше
што е право во Господовите очи, сосем како неговиот татко Давид. Тој ги отстрани високите места, ги разурна столбовите, ги исече ашерите и ја, значи, уништи се што е идолско, и меѓу друго ја скрши змијата од бронза, што ја беше направил Мојсей. После колку години е ова? После колку години ја чуваат бронзената Мојсеева змија и палат таму свеќи, да не кажам. И кадат, како што вели Елен Вајд, пренесуваат жртви пред бронзената змија на Мојсей. И ја викаа, вели, неустан. Мислам дека по-исправно е дека, да, во ред, меѓутоа дека Езекија ја нарекол така. Што значи парче бронза. Нешто безвредно, само парче метал, бронза. Неверојатно, меѓутоа, еве, може ли крстот да ни стане идол? Да го одвоиме, па денеска на мнозина исто и крстот им е идол. Да, не е само водно, на скоро сите високи места во Македонија, ништо интересно, високи места, сите високи места. Имаме крст, добро, како обележи, нели, на ете христијанска нација, меѓутоа, самиот крст може да ни стане идол. Ако го одвоиме од Господа, ако заборавиме на жртвата што е дадена на крстот, па мнозина и воопшто и не, ете така, ќе обесат крст, обетка, не знам што. Ја дури бев сведок во Адвентистичка црква во Бурос, тоа е еден град во Шведска, кај што отидовме таа сабота на посета, значи на богослужение. Младиот дечко кој што не пречекуваше на вратата имаше обетка со крст. Ја први си мислев дали ова Адвентистичка црква, после која влегов внатре, па имаше што уште да видам таму. Значи. Како и да е, денеска на мнозина крстот им стана идол. Може и на нас да ни стане крстот идол. Да го идолизираме. Имаме уште еден случај интересен, што минатиот пат намерно не го прочитав, иако прочитавме стихови за Гедеон, 8 глава, Судии. Книгата на Судиите во 8 глава читаме и ќе почнеме од тамо од 22 стих, значи стих кој што го читавме минатиот пат. Сеќавате? Секогаш израелците сакале цар, сакале да личат на другите народи, да ги води човек, а не Бог, значи монархија место теократија. Израелците му рекоа на Гедеон: владај над нас ти и твојот син и твојот внук, зашто ти не избави од мадијамците. Гедеон им одговори: не сакам да владеам над вас, ани мојот син, Господ ќе биде ваш владетел. Добро се држи до тука Гедеон и силно го искористил Господ Гедеона во битката против мадијамците. Меѓутоа, потоа паѓа. Многу наивно, но паѓа. Можеме нешто слично, како Мојсеевиот брат Арон. Нешто слично. И што вели сега? Уште им рече. Значи, одбива да биде цар, но му им вели: само едно барам од вас, секој да ми го даде прстенот од својот плен, после победата на мадијамците. Победените носија златни прстени, зашто беа исмаелци. Таму полубраќа или како испаѓаат Исмаел со Мадијам. Со радост одговорија тие. Тогаш тој го распростре својот плашт и секој од нив фрли по прстен од својот плен. Тежината на златните прстени што ги побара изнесуваше 1700 златни сикли. Ова е прилична тежина. Значи добар плен. Освен месечињата на ушниците и облеките од црвено сукно што ги носија мадијамските цареви и освен вервишките што беа околу вратот на нивните камили. Дори и камилите им биле украсени. Гедеон направи од тоа ефод. Значи што е ефод? Оној плекник, дел од облеката на првосвештеникот, на плеките, не, тој е градникот, да, со оние 12 камени, меѓутоа плекник. Бил поврзан и со градникот напред,
Сега, да имаме некој приказ вака визуелен, па по-јасно ќе биде. Меѓутоа, веројатно тоа го направил во вид на кип, затоа што стана збор за метал, злато, не го направил баш онака оригинал, како што тоа било дел од облека, везено со злата, со златна боја, со, како беше, сина, црвена, темно црвена. Затоа пишува тамо негде во излез, како бил направен ефодот. Тој направил ефод, значи дел од првосвештеничката облека. Кај застававме? Значи Гедеон направил тоа ефод, 27 стих, и го постави во својот град Офра. И сиот Израел блудно одеше таму по него, и тоа им беше стапица и на Гедеон, и на неговиот дом. Гедеон, кој што Господ мокно го искористил во искоренување на идолите, тој сега паѓа на едно вакво нешто. Повторно ги завлекува во идолопоклонство и вели, така мадијамците беа покорени под израелците. Добро, значи, тој им беше стапица, ова е битното, на Гедеона и на неговиот дом, за подосна израелците повторно да тргнат во правец на идолопоклонство. Дел од свештеничка облека. Плекник. Еве, јас ќе прочитам мало извештај за ова во Патриарси и пророци. Да видиме како коментира Елен Вајт. Но Гедеон паднал во друга заблуда, која му донела несреќа не само на неговото семејство, туку и на цел Израел. Времето на безделничење и опуштање, што обично настапува по големите напори, често е поврзано со поголеми опасности отколку времето на војна. Значи, после добиената битка, време на опуштање, време на безделничење, нешто како Давид, кога погрешил со вицавеа. Во таква опасност сега се наоѓал и Гедеон, го обзел дух на некакво неспокојство и немир. До тогаш наоѓал задоволство во верното извршување на налозите добени од Бога, а сега, наместо да почека Бог и понатаму да го води, повторно нестрпливост, нетрпение, почнал да крои собствени планови. Кога Божјата војска ќе задобие некоја голема победа, сатаната двојно ги зголемува своите напори да го осуети Божјето дело. Така тој и на вознемерениот дух на Гедеона му дошепнувал мисли и планови со кои имал намера да го заведе израелскиот народ. Затоа што му било наредено да принесе жртва на карпата, се сеќавате, уште кога ангелот Божи му се јавува, Гедеон мислил дека е повикан да биде свештеник. Некоја слична грешка сличности можеме да видиме тука и со Саул, кој што принел жртва, не го почекал Самуила. Значи, помислил дека е свештеник и дека може да принесе жртви. Не чекајќи Божје посветување, почнал да бара погодно место каде би завел систем на богослужение. Ова не е во храмот, односно во шаторот, во Сило. Ова има и поврзано со тоа што Ефремовите луѓе му се налутиле затоа што не ги зел во таа битка, немало меѓу тие 300 од нив, па сега тој ради тоа, а Сило било баш таму кај нив, чекај сега, јас тука ќе си правам друго богослужение и направил што направил ефод, ова ќе ни биде првосвештеникот, не знам сега карикира малку, меѓутоа сето тоа се замките во кои што западнал. Значи, слично вика на она што се вршило во шаторот за состанок. Овде дури сличности гледаме и со кој? Со Јеровоам. Бидејќи народот му бил мощен наклонет, без никакви тешкоти и можел да го оствари својот план. На негово барање сите му предале златни гривни, што како воен плен ги зеле од мадијамците. Освен тоа, народот собрал и многу други скъпоценности заедно со богато украсени облики на обајцата мадијамски кнезови. Од тој материјал што го добил Гедеон направил свечен, плекник и градник. Чии плекник и градник овде вели Елен Вајт, имитирајќи ја облеката на првосвештеникот. Оваа негова постапка била стапица, не само за него и за неговото семејство, туку и за целиот израелски народ. Неовластеното богослужение помогнало мнозина од народот најпосле да го напуштат Бога и да им служат на идолите. Каков кикс на крајот. По смртта на Гедеон, голем дел од народот, заедно со неговото семејство, бил зафатен со нов отпад. Токму оној човек кој некојаш со уривањето на олтарот на Ваал го уништил до поклонството во Израел, сега го завел народот од Бога. Дури и големите луѓе, дури и оние кои што Бог мокно се послужил,
можат да патнат. Ја би рекол, може и свештеникот во црква, односно, пасторот, да ви стане идол. Можно ли е? А можно е секако. Мнозина дури во случувањата овде, таму 90 која, вие подобро знаете, тргнале по човек. Колко што јас слушам. По свештеник. Значи, може и законот да ви стане идол, може и крстот да ви стане идол, може и било што од нашите доктрини да ви стане идол, да го идолизирате до таа мера, да ви стане идол и да му служите нему, место на Бога. Може и свештеникот. Не би сакал да читам, да се навраќам сега пак во 1 Самуилова 4 глава, но ќе се навратиме во малку подосна, но оно што сакам да го кажеме дека ниту Аир виделе од законот, односно од ковчегот, израелците, ниту пак филистејците. Сеќавате, накратко да споменеме, што се случувало со филистејците на нивната област, во нивната земја, откако го зеле ковчегот на заветот. Се зло до зло. Чуми, глувци, чиреви, не знам што ти не. Значи, законот бил проклество и за израелците, и за филистејците. Ај за филистејците да разбереме некако, нели? Меѓутоа, законот и за Божиот народ бил проклество. Значи, не законот само, било која доктрина, ако вие само онака, теоретски ја знаете, меѓутоа нема дел во вас, може да стане проклество место благослов. Ако површно ги гледате работите. Значи, ова е ковчегот, само ковчегот го гледам ковчег и толку. А што е во него, што е значењето на самиот закон? Па нели е тоа препис на Божиот карактер? Нели е тоа љубовта, всушност, љубовта? Зато што Бог е љубов, зато што тоа е неговиот карактер, зато што Исус ги сумирал сите тие заповеди во љуби го Бога и љуби го ближниот. Љубов накратко. Или на крстот, ако гледаме само на крстот, како парче тамо дрво или било што, ако го оттргнеме од жртвата што била дадена тамо, значи од само пожртвуваноста Христова, што повторно е љубов, а највисок израз на љубовта, самиот Исус вели тамо, е да го дадеш животот за братот свој, за само пожртвувана љубов. Значи, видите, идолопоклонството може да биде многу измамливо, многу прикриено. Прва книга Самуил, 7 глава. Сега скокаме во 7 глава, да го видиме одговорот, да го видиме лекот за идолопоклонство, односно да не западнеме во, можеби, вакви видови на идолопоклонство. Значи, накако кажав, филистејците само зло до зло доживувале доека имале ковчегот на заветот. И израелците исто така. Стигнал, го вратиле ковчегот на заветот. Сеќавате со тие волови два која ги пуштиле сами да одат. Стигнале до едно место тамо кај израелците, меѓутоа Господ направил покол повторно тука, затоа што повторно гледале само на сандакот тамо. Вели го ставиле на високо место и тука услужеле. Како да сандакот е Бог, како што филистејците се изразили. И се до 7 глава, 1 стих, тогаш луѓето од Киријам Јарим, кога стигнал ковчегот во Киријам Јарим, дојдоа и го однесоа Господовиот ковчег при себе, го внесоа во Авинадовата куќа на Ридот и го посветија неговиот син Елијазар да го чува Господовиот ковчег. Од денот кога ковчегот беше посветен во Киријам Јарим, помина многу време, 20 години, и сиот Израелев дом воздивнуваше по Господа. 20 години ли им требаше да ја научат лекцијата? Да биде тргнат ковчегот од нив, затоа што сосема погрешно почнале да гледаат дека ковчегот е оној кој што ги спасува. Тогаш Самуил му проговори на сиот Израелев дом вака: ако од се срце му се враќате на Господа, ако сакате од се срце да му служите, оној како што и треба,
Отстранете ги од својата средина тугите богови, Ваалите, Астартите и пригответе ги своите срца за Господа и служете му единствено нему. Тогаш тој ќе ви избави од раците на филистејците. Еве го проблемот. Тие со таков ум, служејќи на други богови, на идоли, почнале така да гледаат еве и на предметите во светилиштето и на самиот ковчег, како на Бог. Така веќе им функционирал умот. Отстранете се и дојдете и служите му единствено на Господа. И тогаш тој ќе ви избави од филистејците. Значи Господ е Господот. Оној Господ кој што ви избавува од филистејците, не самиот закон. Тогаш израелевите синови ги отстранија Ваалите и Астартите и му служија единствено на Господа. И тогаш Самуил заповеда: соберете ги сите израелеви синови во Миспа, за да му се помолам на Господа за вас. И така тие се собраа во Миспа, таму нацрпуваа вода и излеваа пред Господа и постоја во оној ден и признаваа: му се огрешивме на Господа. Вистинско се покаяле, вистински. И Самуил им судеше на израелевите синови во Миспа. Кога филистејците чуја дека израелевите синови се собраа во Миспа, филистејските кнезови тргнаа да го нападнат Израел. Сега се викаат пак и поразумеш. И со ковчег и без ковчег. Кога го видоа тоа, израелевите синови се исплаши од филистејците и сега внимавате сега каква е нивната постапка. Конечно ја научиле лекцијата. И израелевите синови го замолија Самуила, што го замолиле? Не прекратувај да викаш за нас кон Господа, кон нашиот Бог, за да не избави од раците на филистејците. Не викаат сега, каде е ковчегот, донесте го ковчегот назад. Не. Туку го молат Самуила да моли, да го вика Господа, за да бидат избавени. Само узеде едно јагне, цицалче, и му го принесе на Господа како жртва паленица и гласно му се помоли на Господа за Израел и Господ го послуша. Додека Самуил принесуваше жртва паленица, филистејците дојдоа за да удрат на Израел, ама во тој ден Господ загрме со силен грмеш на филистејците и така ги исплаши и ги збуни да му подлегнаа на Израел. Израелските војници излегоа од Миспа и ги спотераа филистејците, поразувајќи ги се до Ветхар. И Самуил зеде еден камен и го постави меѓу Миспа и Сена и го нарече Евен Езер, или камен на помош во превод, говорејќи Господ ни помогна до тука. Поука за нас. Господ, верувам дека на сите нас во нашите животи ни помага, и Господ ако ни помогнал до тука, Господ и понатаму ќе ни помага единствениот Бог. Нити законот ни помага, нити крстот ни помага, нити било која доктрина, нити било кое знаење со кое што сме полни. Не е туку само Господ. Тој е избавителот, тој е спасителот. Се друго може да не стане идол. Дури и самиот закон. Како што е било проблем во историјата на нашата црква и може би се уште некои го имаат тој проблем. Па се повикуваат постојано на законот. Се си има своje место, меѓутоа ако ги изместиме работите тогаш не е во ред. Ја би завршил со 115 псалм. Читавме таму до 8 стих за какви се идолите без раце, без нозе и така натаму, и оние кои што им се надеваат на нив, но еве како и во што треба се надева Израелевиот дом. Од 9 стих до 18, до крајот. Израелев доме, надевај се на Господа. Тој е наш штит, овој превод вели нивни, меѓутоа поточно е наш штит, еве ќе читам и така, не е битно. Тој е нивни штит и помошник. Аронов доме, надевај се на Господа, тој е нивни штит и помошник. Почитувачи Господови, надевајте се на Господа, тој е ваш штит и помошник. Господ ќе си спомни за нас и тој ќе не благослови. Ќе го благослови Израелевиот дом, ќе го благослови Ароновиот дом, ќе го благослови домот на Трајче, на Зоран, на Данило, на сите наши домови. Ќе ги благослови оние кои што се бојат од Господа, и малите и големите. Да ве намножи Господ, вас и вашите синови, да ве благослови Господ, кој ги создаде небото и земјата. Небесата се Господови небеса, а земјата им ја даде на човечките синови. Не, мртвите не го фалат Господа, никој од оние што слегува во тишина. Но ние,
Ние го славиме Господа сега и довека. Алилуја. Амин.